Не е точно дека нашата судбина мора да биде или СДСМ или ВМРО ДПМН. Сметаме дека има и друго решение, тоа вистинско решение токму граѓанската опција за Македонија. Вреди да се подржи оваа партија, заради тоа што во неја заштануваат луѓе кои што во животот имаат зад себе резултати, имаат успеси, заради тоа што имаме квалитетно раководство, заради тоа што оваа партија е единствена во Република Македонија која е мултиетничка партија, која што го сликува мултиетничкиот карактер на Република Македонија. Зашто ние сметаме дека мултиетничкиот карактер на Македонија треба да биде наша предност и дека прашањата од етнички карактер треба да ги разрешуваме заеднички внатре и во рамките на партијата и на партиите, и затоа што сметаме дека етничката стабилност и е битна и како основен услов за безбедносната стабилност и политичката стабилност на Република Македонија, а само политички стабилна Македонија може да биде и економски просперитетна. Ако и мислиме добро на граѓаните, треба да настојуваме да оваа држава има етничка, политичка и безбедносна стабилност. Гром е партија која што смета дека безбедноста на граѓаните е сериозно разнишена. Дека, особено овде во источниот дел, и вие сте сами сведоци, насилиле разни багабонти, разни ајдуци кои прават разбойништва, кражби, рекетари, лихвари и така натаму, и дека токму оној дел од јавната безбедност, јавниот ред и мир треба да се потпадне под локалната самоуправа, дека токму командирот на полицијата мора да биде член на општинската влада и тој да му реферира секој понеделник на градоначалникот каква е безбедносната состојба во нивниот град. И сакам само едно прашање поставам. Каква врска има Гордана Јанкуловска со сообраќајот во Кочани? Никаква. И има ли логика одредени служби од полицијата да не бидат спуштени на локално ниво, токму јавниот ред и мир, не знам, разбойништва, кражби и така натаму, сето тоа се стави под локалната самоуправа? Најбитен дел од општественото живење токму демократијата. Еден мој драг пријател, поранешниот потпредседател на владата, господинот Јован Андонов, вели, колку сум бил чуден, сум мислел дека економијата е најбитна за една држава. Не, сум грешал, знаете, тој беше добар економист, добар директор, добар стопанственик. Демократијата била најбитна. И ние во Република Македонија сериозно имаме проблеми со развој на демократските процеси. Сериозно имаме проблеми со слободата на информирањето. Денеска во Македонија имаме ВМРО-овско и СДСМ-овско информирање. Се постава прашање каде е вистината? Имаме ли право како граѓани на вистината? Дали новинарите не се исто толку одговорни за состојбата во оваа држава колку што сме ние политичарите? Нашата цел не е никого да задржиме на власт, нашата цел е да си ја промовираме нашата програма, да дадеме квалитетна политичка понуда, да вие како граѓани имате поголем избор, а не само избор меѓу овие две политички опции. И нашата цел е да влеземе во владата, некои работи да ги запреме, некои работи да ги подизмениме и да дадеме некои нови предлози, со што ќе дадеме нова свежина во работата на владата на Република Македонија. И сметаме дека и текако со кадрите кои што ги имаме, со луѓето кои што ни поддржуваат низ цела Република Македонија, дека нашите заложби можеме и да ги оствариме. Сакаме да имаме партија во која што меѓусебно ќе си помагаме, партија која што ќе имаме искрени и честни намери, и ако имаме слога и разбирање, и ако малку храброста ни излезе на површина, нема теоретска шанса да немаме резултати. Јас во Карпаш бев храбар и не само овој пат. Низ целото моје политичко делување секој сум бил храбар, што се вели и на Бобу Боб и на Попу Поп сум му кажал, се што сум имал, што со кого не сум се слагал, сум му кажал во очи и како што гледате, главата ми е на раменици и со извонредно постигнати резултати. Сакам да кажам дека можеш и да бидеш храбар, можеш и да бидеш искрен, можеш да се спротивставуваш на неправдата и повторно да бидеш успешен човек.